Председателот на Рударската асоциација Николајчо Николов ке јаде грозје одгледано до рудникот Бучим, за да докаже дека не е отровно и дека рудникот не ја загадува животната средина. Тој денес на пресконференција тврдеше дека во државата се води хајка против рудниците и побара да не се носат измените на Законот за минерални суровини, како што рече по скратена постапка, туку претходно да се организира јавна дебата. Со измените на законот се предлага да не се користи цијанид или сулфурна киселина при обработка на рудата во рудниците со отворен коп. Забраната не важи за веќе постоечките рудници, туку за оние што ќе се прошируваат или допрва ќе се отвораат. Ние, за да докажеме дека не е штетно врз земјоделието, рударството, до озлогласените тие погони за лужење, купивме лозје од 5 декари. Лозето ние го чуваме, го негуваме, јас ветувам дека првиот ќе бидам што ќе каснам зрно од тоа грозје. Или ако направиме вино, ќе се напијам вино. Ако треба да се менува овој закон за минерални сировини, треба многу покомплексно да се разгледа и не знам зошто луѓето се плашат да оди ова на јавна расправа, да за овие измени не стои и Министерството за економија како надлежно министерство, практично како да сакат да се добијат само некакви поени. Пратениците предлагачи велат дека законот не се носи на брзина. Напротив, се крчкаше 8 месеци. Во собранието имаше и јавна расправа на која учествуваа професори, невладини организации и рударската фела, како и Николајчо Николов. Од јавната расправа, трето, произлегоа одредени заклучоци и сугестии со кои се бараше јасно и експлицитно во измените на законот да се утврди дека постоечките рудници нема да бидат засегнати. Представниците од рударскиот сектор и конкретно до човекот што ги држи овие пресконференции ме интересира од каде оваа потреба за толку невистини и манипулации, што му е мотивот кога еве постојните рудници кои што тој ги застапува не се загрозени. Измените на Законот за минерални суровини ја поминаа расправата во Законодавно-правната комисија и се пред пленарна седница.